Добро вечер, 24 анализа, добре дојдовте. Зоран Заев е новиот шеф на социјалдемократите, струмичкиот градоначалник и довчерашниот подпредседател на СДСМ. На конгресот во неделата убедливо ги победи своите против кандидати. Ке успее ли Заев да ја реформира СДСМ или пак и со него на чело СДСМ ќе остане да ги следи истите политики во континуитет? Уште вечерта новиот лидер на социјалдемократите прати порака, како што рече самиот, дека е време да се обедини СДСМ и да се стегне тупаницата за да го поразат Груевски. Ја најави Шекеринска за заменик председател, а Оливер Спасовски за генерален секретар. Ке биде ли Заев вистинскиот лидер или лидерот ке биде Шекеринска од позадина? Дали ќе успее Заев да ги обедини сите крила и фракции кои што и на конгресот беа евидентни? Ова се само дел од прашањата и од тезите за кои што вечерва ќе бараме одговори и ќе ги анализираме. Јас сум Душица Мрѓа, а гости вечерва во 24 анализа се колеги мои, новинари, долгогодишни уредници и политички аналитичари. Ке почнам по азбучен ред од името да нема лутање. Горан Трпеновски, уредник на политичка редакција во Вест. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Зоран Филановски, долгогодишен политички новинар во Алфа. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Маријан Николовски, уредник во Вестите во Сител. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Ви благодарам за поканата. Интересен состав, малку од новинарски аспект да ги анализираме новите случувања во СДСМ. Господа, Зоран Заев не е ни познат човек во СДСМ, долги години е во партијата, градоначалник, прателник, веде председател на СДСМ, подпредседател на Бранко Црвенковски. Известно беше дека битката во неделата ќе се води меѓу Заев и Јовановски. Изненадување ли е победата на Заев? Ајде повторно по азбучен ред. Горан, повели. Мислам дека не е изненадување победата на Заев, иако и ние како новинари имавме некои дилеми, али дилемите беа во смисла дали Бранко Црвенковски ќе остане, дали луѓето кои што беа блиски до Бранко Црвенковски ќе се обединат, односно кандидатите Игор Ивановски и Зоран Јовановски, но од сите тие приказни шпекулации на конгресот се покажа дека не се точни. Зоран Заев убедливо ги победи со 395 кандидати. Сега дали Зоран Заев ќе биде лицето кој што ќе го обедини, уште е рано. Човекот нема ни еден ден, барем да му дадеме месец дена. Добро, ма не е од вчера Заев во партијата, до вчера беше подпредседател. Горе-доле тие се луѓето. Тој беше не од вчера, но тој беше градоначалник, значи тој ги познаваше локалните проблеми и работеше за Струмица и Струмичко. Сега е друга ситуација. Сега треба да биде лидер. Значи треба да лидер не само на Струмица, туку треба да биде на цела партија. Треба да докаже дека дали е здрел покрај тие изјави што ги даде со кичмата, потоа грењето на столицата на Бранко Црвенковски. Треба да му дадеме време на Зоран Заев да покаже дали стварно тој автохтоно ќе води партијата или ќе биде марионета од Бранко Црвенковски. Али сепак мислам рано е уште тоа. Треба да му дадеме време. Зоран, иако Заев се зборуваше на големо дека е фаворитот на конгресот, сепак до последно и Јовановски и крилото на Јовановски тврдеше дека Јовановски убедлива поддршка има и дека е во игра. Да, имаше, бидејќи дента бев цел ден во Холидејни, ги следев сите случувања, а и претходно кампањата, така да речем, на кандидатите за председател на СДСМ, имаше така едно чудно чувство дека има некоја неизвестност, дека може да се случи некој изненадување, односно дека се погласно се зборуваше, барем во првата половина дека течеше конгресот, дека ќе има најверојатно втор круг. Дилемата беше таа, дали ќе има втор круг. Мислам дека од почетокот Заев важеше за еден фаворит, благ фаворит, како одминуваше таа кампања внатре во партиските редови по ограноците, мислам дека се искристализираа двајцата, значи Зорановци, Зоран Заев и Зоран Јовановски. Ивановски се повлече последната недела и беше помалку или повеќе очекуван овој потек, иако беше на ден пред конгресот. Предпоставувам дека измерил дека веројатно во овој момент нема шанси да ги совлада двајцата нив и така да остана битката со нив. Наумов, бидејќи е од страна, со сета почет, веројатно тешко ќе успееше да пробие за некоја поголема бројка.
Реков како и на почетокот, значи дилемата беше дали ќе победи во прв круг или нема да победи во прв круг Заев. Очигледно е дека теренски добро одработил, бројката од 395 е близу 400, тоа е една убедлива бројка која што му донесе победа, но и обврска дека мора да работи, тој има еден чист, сигурен мандат како председател и она што го почна колегата Горан, Заев ќе мора да ги обедини сите фракции, струи, ако така може да кажам, во СДСМ, доколку сака да успее. Ја мислам дека нема друга шанса, ќе мора да ги практично да ги обедини сите тие што чувствуваат дека се социјалдемократи по определба и само така како цврсна една компактна партија ќе може да се надева дека може да претендира на нови гласови, на нови гласови на нивното конто доволни да бидат вистински пандан, односно да можат сериозно да ја загрузат позицијата која што сега ја има ВМРО ДПМН и Груевски, а тоа е 7 години на власт. Маријан, една од дилемите која што дента на Конгресот беше помеѓу делегатите условно од натришноста и скопските делегати, дилемата најголема на делегатите од натришноста беше дека како ќе ни дозволат нас човек од натришноста да ја води СДСМ. Изненадување ли е Заев? Вака, за мене изборот на Зоран Заев за лидер е изненадување. Заборам за мене, затоа што ја типував на една друга ситуација, анализирајќи ги претходно состојбите и познавајќи ги релациите, особено на луѓето кои што беа дел од Централниот одбор. Моја проценка и ден денеска стоим на тој став е дека изборот на Бранко Црвенковски беше Зоран Јовановски. Никој не анализира причината зошто Игор Ивановски се повлече ден пред Конгресот. Значи, тој не се повлече во интерес на Зоран Заев, него се повлече во интерес на Зоран Јовановски. Веројатно, сега, дилемата која немам одговор е дали изборот на Зоран Заев е повторно една игра на лидерот на СДСМ до сегашниот Бранко Црвенковски, стоејќи зад Зоран Јовановски, на терен подржувајќи го Зоран Заев. Тоа го прашувам, тоа кажам од една ситуација, сакам да се сетите на вчерашната изјава на Зоран Јовановски, кој не помина 2 или 3 часа од неговата изјава, он ја демантираше сам собствената изјава. Значи, Зоран Јовановски излезе вчера на медиумите, сите медиуми го не можеш да бидеш политички аналфабет да препознаеш дека Зоран Јовановски вчерашната изјава во 2 попладне се повлекува од СДСМ, во 4 или во 6 стига демант во која он тврди дека не кажал дека го напушта СДСМ. Значи, во неговата изјава нигде не спомнува јас останувам член на СДСМ. Него вели како што влегов, така и излегувам. Он не влезе од член на СДСМ во политика, него влезе од банкар во политика. Ако излегува од политика, значи излегува од политика. И вториот дел од изјавата ќе продолжам индивидуално да ги застапувам социјалдемократските идеи. Тоа не подразбира членство во политичка партија. Штом нема оградување, останувам во партијата, значи таа изјава слободно може да се толкува дека е напуштање на СДСМ. Меѓутоа тој сам себе се демантираше 2 или 3 часа подоцна. Претпоставувам се согласуваш и ти со мене, бидејќи твојот извештај беше на слична релација. Сега, зошто Зоран Јовановски мораше да се демантира сам себе? Али да го стави Јовановски? Не, тука гледам се обидам да направим една анализа. Зошто Зоран Јовановски се демантираше сам себе? Претпоставувам за тоа што некој веројатно побарал да се демантира или добил условно кажано шлаканица. Меѓутоа, знам и убеден сум дека Зоран Јовановски ја напушти вчера СДСМ, па потоа се повлече со својата изјава заради тоа што почувствува веројатно дека е изигран од лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски во форсирањето на идејата дека ќе биде тој лидер на СДСМ. Резултатите на Конгресот покажаа нешто друго. Како стана Зоран Заев лидер на СДСМ е веројатно прашање на кое што и понатаму ќе има сериозна дебата. Да извлечам логичен заклучок од твоето тврдење дека Заев ќе биде продолжена рака на Црвенковски? Значи тоа треба да покаже самиот Заев дали ќе биде продолжена рака на Црвенковски или не. Што ги постави меѓутоа, за мене изборот на Зоран Заев се уште има дилема дали Црвенковски стои за тој избор или успеа Црвенковски или Заев успеа да го победи Црвенковски. Цело време кога сме дебатирале на таа дебата околу новиот избор, секој што околу новиот председател на СДС, секој што ме застапувал ставот дека новиот лидер на СДСМ треба да биде оној не кој ќе го победи Груевски, не кој ќе го победи Црвенковски во партијата. Оној кој ќе успее да го победи Црвенковски, веројатно ќе го победи Груевски на некои следни избори.
Господа? Да. Контрареплика кој е прв? Ајде. Не контрареплика, али јас колку што имам информации, Бранко Црвенковски баш со прст не мрна за ни еден од кандидатите. Веќе зашто да мрне кога тој неговата политика која што ја презентираше, посебно со дали ќе има бојкот, дали нема да има бојкот, дел од партијата не го послуша. Сега Бранко Црвенковски за некој од кандидативе за да лобира, за после тој да го остави на цедило, мислам, не верувам јас. Не се непознати состојби у СДСМ? Не, па тоа е работата што сите имавте сомнеш дека 20 години СДСМ дека има такви работи и сите претпоставувавте. Но јас колку што знам, Бранко Црвенковски ни за Зоран Јовановски, ни за Зоран Заев. Сами кандидатите си ја тера својата работа и секој својата способност си покажа. Зоран Заев е од натрешноста. Значи, што вика и Душица и сите, имаше и се гледаше на Конгресот поделба натрешност и од Скопје. Бидејќи натрешноста е поголема од Скопје ако ги собереш. Но, и дискусии што биле на Конгресот, значи било тензично, мачно, имало и дискусии дека ево провинцијата сега е главна, елитата од Скопје. Тие дискусии Заев ако сака да направи нешто мора да ги заборави. И мора да си тера своја политика. Бранко Црвенковски заврши за сега. Дали ќе се врати за 6 месеци, не знам. Ерата на Бранко Црвенковски заврши. Сега Заев треба да покаже дали е автохтон лидер или само ќе биде марионета. Од едно забораваме. Радмила Шекеринска забораваме сите. Сега Радмила Шекеринска треба Скопскиот дел ако може да го амортизира. Сега колку Радмила ќе го амортизира Скопскиот дел, познавајќи дека со априори со другите табори дека се во многу има лоши конекции, не знам. Се надевам дека ќе успеат нешто, па сега ќе видиме. Ќе покаже. Мислам дека е рано се уште да видиме како тоа ќе се склопи во една симбиоза во контекст на она што го кажа Трпеновски околу однесувањето на Црвенковски. И јас сум поише склон да верувам дека Црвенковски свесно се дистанцираше, стоеше на страна од сите кандидати за негов наследник, од една едноставна причина и ги држеше во неизвестност до последно, мислам, и со иницијативниот одбор, така да кажам, да. Од една едноставна причина не сакаше никој од претендентите да го користи неговото име во кампањата, дека тој, односно дека Црвенковски стои позади него, затоа што така како што се поставени работите во СДСМ, спомнувањето на Црвенковски дека ти е грб е добитна комбинација по дефолт. Да, на почеток дека од кандидатите. Да, во овој момент. Инаку што се однесува до иницијативниот одбор, точно дека има 30.000 потписи, но мислам дека тоа беше една ситуација на давање чест на човек кој што 2 децении е на чело на СДСМ. Црвенковски јасно неколку пати тоа го кажал во партиските органи и го повтори конечно на Конгресот дека нема намера да се кандидира и да прифати кандидатура, потек што мислам дека во овој момент е единствено исправен што го направи Црвенковски, затоа што сум на мнение дека потекот дека ќе прифати уште еден мандат, односно ќе продолжи да води СДСМ, свесен беше дека ќе значи влошување, така да речам, на политичката позиција на СДСМ, и тоа сериозно влошување. И само една мала реплика на зборовите на Маријан околу тоа дека Црвенковски стоел зад Јовановски, да, добро, твојата проценка, а истовремено дека Заев може да биде продолжена рака на Црвенковски. Дилема, дали условно кажам, подршката на Јовановски се претвори у подршка на Заев. Сакам да кажам дека мислам дека тие две се спротивставени, не одговарат као теза и контратеза. Ако е така како што викаш, тогаш на терен Заев ги победил и Црвенковски и Јовановски во овој случај. Мислам дека не било така. Се уште поише сум склон да верувам дека Црвенковски стоеше свесно на страна и ги остави на чиста битка кој е поспособен во овој момент да ги остави симпатиите и поддршката од делегатите што беа делегирани на Конгресот. Маријан, сакаш збор или да преминам на следното прашање? Не, само сакам да прашам, дента, имате и при не бев на Конгресот, беше друга колега од ке нас, проценка колку од оние делегати на подражувачи на иницијативата на Црвенковски да остане го напуштија Конгресот?
Прво, колку што јас знам, тоа го кажа председател на тој иницијативен одбор Буревски, меѓутоа он не беше, ако се добро се сеќам, не беше делегат официјален на конгресот. Не беше делегат. Да, и колку тоа го напуштиле, не знам. Ти кажаме друг момент. Имало повик внатре да не се гласа. Делегатите да го бойкотираат гласот. Имаше и напуштање колку што имаме неофицијално, биејќи не ни беше дозволено натре да присуствуваме по говорот на Црвенковски првиот, кај што соопштил дека веќе нема дека дојде едно време да се разделиме, да ги искористам неколку негови збора. Една одредена група наводно го има напуштено конгресот, односно салата, како демонстрација дека му остануваат лојални до крај на Црвенковски, но не знам колку од тие се од иницијативниот одбор и колку биле членови. Јас сакам само еден друг момент да го кажам. Бројката од 100 нешто помалце делегати присутни на конгресот, Често присутни дава и тоа некој да, може да даде некој печаток, некоја слика и 90 и нешто против за никого мислам не биле. Да. Значи дава некоја слика да, дека има нека одредена групација дека која што не сака никој од овие кандидати да биде, да. Црвенковски ќе биде секако присутен во СДСМ на еден или друг начин, барем ако ништо повеќе во првиот еден среден период, така да речам. И сега како продолжение на тие стотина што фалија, мислам дека кога се кажа бројката дека има испод 600 присутни делегати, веќе се искристализира полека дека веќе може да има и победник, дека заедно може да победи во првиот круг, затоа што проценките беа дека успеал да изменаџира, така да се изразам, во текот на кампањата околу барем најмалце 300 гласови од делегатите. Ги споменавме крилата внатрешност и Скопје. Дали доаѓањето на Заев значи нова ера во СДСМ? Елитизмот и дебармалските политики на страна, време за работа на терен, како што велат во СДСМ дека е познат Заев, или пак и Заев нема да остане имун на дебармалскиот дух? Значи, не знам. Значи, Заев ќе мора да покаже што може и што сака да направи од СДСМ. Многу ќе зависи од тоа дали како ќе се позиционира, дали ќе остане елитистичка партија, дали ќе биде партија на внатрешност. На крај крајава и да има сериозни потреси и поделби како она за кој што тврдам дека има со вчерашната изјава на Зоран Јовановски. Веројатно тоа е еден процес кој што ќе мора да се одвива во Социјалдемократскиот сојуз. Заборавате на друга ситуација. Иако голем дел од централниот одбор на партијата се луѓе кои што се од сегашниот централен одбор, меѓутоа таму нема еден голем дел од влијателни луѓе кои што до сега беа влијателни у партијата. Така што како ќе се одвива СДСМ и дали ќе биде алтернатива на актуелната власт или пак на следните избори ќе биде политичка партија со 100.000 освоени гласови, зависи од новото раководство и од начинот како ќе се позиционира останатиот дел од опозицијата. Тука Пучковски, Стефче Јакимовски. Така што не оставиме простор да видиме како ќе биде. Прашањето ми е дали ќе успее Скопје да направи Струмица или него ќе го превземе Скопје? Не, вака, Заев според мене има неколку предности во неговиот лик, вака и во она што досега го презентирал како политичар, тоа е дека нема она ароганција дека не е достапен, да речеме, за медиумите. Мислам дека е најчесто достапен за медиумите, значи одговарал на повиците, имало дури во таа своја достапност и често пати и можам да кажам и политички излетувања понекогаш, можеби верувам дека биле ненамерни. Второ, има присутност на терен, барем тоа го покажал во Струмица, меѓутоа морам да кажам дека едно е локална самоуправа, друго е политичка партија, и тоа голема политичка партија, една од двете најголеми, и партија која била на власт и била во опозиција, но која што 7 години е во опозиција и во ситуација дека ќе мора дека е на пресвртница, затоа што мислам дека Заев практично има и шансата, но и одговорноста дали после него СДСМ ќе биде голема партија со многу број гласови или може да му се случи пад надолу. Јас сакам да верувам и затоа велам, се согласувам и со колегите дека рано е, но и треба да му се даде шанса да ги видиме неговите потези. Тој е само нецели 48 часа лидер на СДСМ. Да го видиме неговиот најблизок тим, мислам дека ќе му биде потребно
еве не 100 дена како што велат за владата, али јуни-јули, значи 2 месеца ќе му требаат и предпоставувам, бидејќи тоа го најави дека ќе настапува заедно со Шекеринска, ќе мора да направи таа нели статутарна измена со нов конгрес кој што најрано по мене може да се одржи на есен, значи летово мора да помине, така да пак ќе дадат 100 дена на крајот од криштата. Мислам да се одржи за 10 недели. За 2 недели нема потреба. Ако чека он до септември да држи конгрес, мислам дека ќе го изгуби и континуитетот, ќе изгуби и партијата. Значи, според мене Зоки, моја проценка дека Заев мора да ја напушти досегашниот начин на практикување на политиката кој што имаше Социјалдемократскиот сојуз, особено оној дел на жестока критика без било каква понудена алтернатива. Ако ја продолжи таа политика, моја проценка е дека нема да успее, затоа што треба да видиме. Затоа што сега да му дајме на човекот, може да ќе направи успешно приказ. Затоа дебатираме. Постојат идеи, постојат идеи. Едно е да зборувате, друго е да контрагледаме. Дај на сите луѓе апсолутно дадеме, значи на секој му даваш некој период. Зоран Заев, значи прво мора да направи единството. Значи мора провинцијалниот Заев, провинцијалецот Заев мора да се надмина тоа. Заев не треба да направи прво единството. Зоран Заев треба утре да понуди алтернатива на актуелната власт, не да го направи единството. Не може утре да ти понуди, треба прво да направи тим, да направи единство. Кога да го понуди во декември 2015 година? Може да ја понуди во септември. Значи има време 3 месеци да направи тим програма и да направи успешна приказна која што може да му се спротистави на Никола Груевски. Ако не ја направи успешната приказна, него му е џабе. Не може да приказна, значи му треба единството на партијата, он нема да има време да се направи алтернатива. Никола Груевски беше приказна. Значи ние учи министер за трговија, па министер за финансии, тој е работник, Лјупчо е џаволот, Лјупчо е крадецот. Имаше приказна. И ко стартоваш имаше приказна, некој народот виде дека Груевски сака да работа, сака нешто да направи. Мора и Заев тоа да направи. Али Заев мора да направи замени нов конгрес. Зошто? Сега во Централниот одбор, што викаме ние промени. Нема промени. Значи ги нема само Игор Ивановски, по собствена желба, Наташа Савова и Горан Минчев, односно најблиските луѓе од Бранко, кои што замина Бранко и си замина тие. Истите се луѓе, истите се делегатите. Значи, кај е Кире Наумов? Досега треба да викне Кире Наумов. Значи, тој потек што го направи СДС со Кире Наумов, викни го човекот, ти треба. Стави го во раководство. Горан, уште нема. Мислам дека точно се согласувам дека новиот состав на ЦЕО е компромис еден, спои на компромиси, меѓутоа мислам дека предпоставувам дека Заев се водел од тој затоа прифатил или и другијата страна кога се договараше таа листа, уште беа нели во игра, не се знаеше како ќе биде, дека стравувале и двајцата еве сега Заев, пошто ние на тема, да не му се случи расцеп во пратеничка група, па хаос, бидејќи покажувањето на расцеп во пратеничка група значи дека имаш расцеп во партијата и тоа не е добра како почеток за нов лидер. Во секое време. Да, мислам дека од тие причини тоа да е добро. Вако и затоа што по дефолт да не се покаже како добро. Може да е добро. Да видиме. Сепак ја мислам дека почетокот ако почне со расцеп не му е добар момент. Расцепот на ВМРО ДПМН се случи по една година. И се инициираше со една изјава нели на Груевски за ножот во грб и после се случи панорама и така натаму. Меѓутоа беше една година. Овдека зборот ми е дека може да се случи за еден месец или два и тоа не е добар. Не е добар старт за нова приказна. Зоран Заев од зборуваме за нова приказна која што треба да залепи нови гласови. Расцеп по пратеничка група не е добар старт за СДСМ според мене. Значи за новиот лидер сите викаме СДСМ. Кој да беше лидер? 300.000 ќе ги освои. Треба да најде 150.000 да ги освои. Значи треба човек со 150.000. Са дали ќе биде Заев да направи приказката, да ги земе тие 150.000. 300.000 ги има, ама 150.000 му треба за победа. Тие можат натре да се подметнуваат, али ја не може да разберам да ние, например, или тие меѓу себе да се бидат поголеми непријатели или очи ќе си вадат, отколку ВМРО ДПМН. Не ми е сватливо. Да ми е мене, мојот колега, да ми е поголем непријател отколку ВМРО ДПМН. Мора да го надмина тоа. Мора нови луѓе, мора приказки, мора Заев, цела Македонија да ја прошета. Мора Скопје.
Скопје никогаш не бил СДСМовски град. На Фејсбук гледам му замерале зошто Заев одма отишол во Струмица, како ќе ја водело Струмица, како Скопје, и имаше некои дебати. Заев нека ја заборави Струмица. Мора Скопје да го освои. Значи кисела вода цел живот губат, Гази Баба губат, Бутел губат, Ѓорче Петров не знам од кога немаат победено. Кој ги заборави уште? Карпо сега не е нивен. Остана Ѓорче Петров, ајде, центар нема градоначелник од беше Грчев, мислам. Аеродром го губат. Аеродром го губат и никогаш градоначелник на Скопје не бил од ЦДСМ, стално бил друг. И центар сега од ЛДП. А Скопје е пресудно за да се победи на Скопје е пресудно да се победи. Така. И градската организација во Скопје од првата само која што Љупчо Палевски функционираше, од тога до сега градската организација е само шминка. Не функционира. Токму тоа што го отворивме, дали прво консолидацијата на партијата, па потоа програмата и политиките за борба со Груевски, токму во тој редослед ги кажи Заев во првата изјава вечерта од кога го избра. Јас сега предлагам режија тука да ја видиме изјавата, односно првото обраќање на новиот претседател на СДСМ пред медиумите на Конгресот во неделата. Дека денес на 14-тиот Конгрес на Социјалдемократскиот сојуз делегатите на Конгресот делегираа чест. Не победи ниту еден од нас кандидатите, победи Социјалдемократскиот сојуз. Од вечерва сакам да ја пуштам пораката на сплотеност, пораката на единство, пораката на стегната тупаница како социјалдемократскиот символ, за да можеме прво да бидеме силна опозиција, која што ќе не препознае цела Македонија во она што имаме да и го понудиме. А имаме многу што да понудиме. Но ќе понудиме единствено сплотени, заедно, здружени. Социјалдемократскиот сојуз е единствената партија која што може да втурне Македонија кон подобра Македонија, кон понадежна иднина, кон пострекни граѓани. Како ќе ги обедини Заев, Крилата, Црвенковски, дури ни Црвенковски, кој што нели важи во СДСМ за таков авторитет не успе? Цело време зборам дека обединувањето на партијата не е пресудно. Обединувањето на партијата и обединување на првиот дел од изјавата на Заев беше токму тоа, обединување на партијата. Ма тоа е фокусирање сам на себе и лажење сам со себе. За мене, значи, и логиката покажува дека Зоран Заев мора да понуди концепт нов. Еве се врати Црвенковски 2009 година или која се врати 2009 и ја обедини партијата. И ја донесе на 270.000 гласа. И 4 градоначалнички места. Зоран Заев освои повеќе, 6. Кога беше разединета партијата, па мораше нели Црвенковски да дојде да обедините. Значи Зоран Заев мора да понуди концепт, мора да каже утре и задутре, мора да каже, значи да се изјасни, значи да каже што ќе ова го прави ВМРО, да ние ќе го направиме ова. Значи ова е заменикот на Миле Јанакиевски, ова е заменикот на Гордана Јанкуловска, значи мора да понуди концепт. Затоа што ако не може СДСМ да свати 7 години од опозиција, не може да свати дека у 7 години рейтингот на партијата не мрда ни милиметар и при тоа имате на анкети пред избори кои се изјаснуваат 50% дека нема да гласаат, а на избори излегуваат и гласаат за власта, а не за опозицијата, тоа е политички феномен. Неопределените само у Македонија гласаат за власта, затоа што не гледаат алтернатива на другата страна. Значи до тој момент додека нема енергија која што народ ја препознае, ти, Коран, ја, било кој ќе ја препознае како нова енергија и при тоа таа енергија да има верба у неа, не само да најавувате СДСМ раководство најавуваше 2-3 години 7 пати, 8 пати влада во сенка, никој нити ја види нити ништо. Така што не е пресудно обединувањето на партијата. Сама ќе се обедини партијата, сами ќе се обедини. Не мора да биде Горан Минчев у партијата ако не сака да биде, нека биде Кирен Умов, што вика. Ама имаат голем проблем. Не обединувањето дека мора да го вратите крилото на Црвенковски назад. Не, имаат голем проблем. Имаш Владо Бучковски најавува нова партија движење. Стевче Јакимовски има цела општина. Така што ако нема гром. Значи ако и сега, ако направите некој рацепување, тогаш опозицијските гласови ќе стане копасок, ќе стане минорна партија. А зашто мислите дека
ако е добра идејата на Зоран Заев дека Бучковски, Стефче Јакимовски, Кирил Убов нема да дојдат неговото крило, зашто мислите дека мора 5 луѓе околу Црвенковски да бидат единството на партијата? Ја не мислам така. Сега Црвенковски заборави го. Црвенковски ерата на Црвенковски заврши. Значи што викаш ти да се вратат и Стефче и Бучковски. Значи ни Бучковски не се враќа. Стефче Јакимовски каже: "Фала ви, не се враќам, прам свое." Сега треба Заев, очекува сите Зоран Ивановски да победи и да настане поголемо раце во партијата, за да може незадоволните двете групи да ги земат. Сега ќе биде потешко. И мора и единство, али нормално дека и решение. Не са да ми вика мене, медиумите се корумпирани, има недемократија. Добро. Што ќе направиш ти за да има демократија? Што ќе направиш ти за прашањето ние новинарите да бидеме слободни? Како ти ќе го решиш медиумскиот сектор? Значи сакам решение. Па исто го зборувам. Ама да му дадеме чима и решение, чима и све. Ако продолжи истото, само да шириш демагогија, само да вика ова не чини, ова е крадел, ова било вака. Немаме решение, бе. Тоа го викам ја дека му треба време, исто. Треба време. Али прво треба, мислам дека прво треба консолидација натре во партијата. Веќе имате сериозни проблеми. Да, компактна партија може да понуди сериозна, пак и речеме, алтернатива пандан и да го задржи неприкосновеното место, не е точно. Може да е точно, апсолутно не е точно. Груевски кога нудеше алтернатива имаше 4 пратеници во парламент. Лјупчо Георгиевски имаше 24. Други беа тие времења, други се овие времења. Да, Маријан, ама Груевски е владата во сенка, ја имам 4 пратеника имаше. Иако сум приврзаник, дозволи само Горан. Иако сум приврзаник на тезата дека мора да има дозволи, само дозволи. Дека мора да има влада во сенка вистинска за да се представиш како вистинска опозиција, мислам дека него му е сега рано да ги извади сега. Би требало да ги извади веројатно на половина година пред избори. Тоа ќе му распишат предвремени парламентарни избори. Добро. Сега ако неаме уште назнака дека ќе му ги распишат, ние си нагаѓаме дека ќе има можеби есенва или ќе нема, ќе има со претседателски или ќе нема, ама дека не добиеме сериозни индици, нема не можеме да тврдиме. Само за обединувањето на Груевски, Маријан, ти забораваш, можда дека Груевски ги викна Маријан Ѓорчев, ја викна доста Димовска. До еден ги врати, се поздрави. Постепено идеше тоа. И постепено сите ги врати. Значи Божиновска која што какви све негадости зборуваше, колумни пишуваше и даде најубави места. Цела ВМРО народна им даде најдобри места. Ја дори викам најдобрите места ги има ВМРО народна. Поранешно. Ако си ВМРО народна, 5 години по расколот во партијата. Не е битно, 5-3. И по понудување и нудење алтернатива и програма со која што победени избори. Тек после ги врати сите. До еден ги врати кога ти има добра аналитика, кога направи дека секој глас им треба за победа, сите ги врати. Мора и овај да ги врати Заев сите ако сака. Јас само најдов 120 души има што се бидени високи функционери. Горан, што е оно што во моментот треба да се обедини СДСМ? Прво треба да се обедини околу собрувањето на Груевски. Мора да најдат тие стратегија. Стратегија како да најдат медиум и да се компрометира Никола Груевски. Тие треба да успеат. Дека ВМРО ДПМН е сликата Никола. То не е алтернатива нудење. То не е алтернатива нудење. Алтернатива е да големиот рейтинг на Груевски, веќе сите викаме, тој правил, ова правил, Груевски ништо не правил. Мора да најде Заев и СДСМ начин, да, му е намалат на Никола Груевски популарност. Па има медиум 2011 околу кој беа обединети и изгубија на избори. Добро, ама тоа има тие медиуми. Имаше ли некој со поголема артилерија кој што удараше против власта? Медиуми кои што изгубија на избори. Значи 100 милиони евра има и не може да ги победиш на артилерија. Меѓутоа логиката покажа дека тоа не е алтернативата. Не, ќе му треба прво работа на терен. Во овој момент мислам дека примарно ќе му биде работа на терен. Проблемот со Бикачка е што заборава дека мора да се не му е непознат. Чекај да го видиме, чекај да го видиме човекот, чекај. Јас пак и речем рано е 48 сати поминати. Има време. Рано е. Дали компромисот на оставање некој од актуелното раководство на таа единствена затворена листа на Централен одбор е токму тој чекор на обединување? Да добијат некоја функција, да бидат среќни и задоволни во Централен. Кога мислам обединување, не мислам само на тоа дека ете луѓето на Бранко морале да влезат така како што викаат во тој Централен одбор и дека тоа е обединувањето. Обединувањето значи и на некои подзаборавани социјалдемократија кои што биле порано препознатливи.
Јас не мислам дека во политиката имаш ти еднаш си употребен и после тоа не можеш да бидеш никош употребен. Политиката има долгорок на трајање ако добро знаеш да ја работиш во нејзе. Значи тука мислам има, еве пак ќе ги спомнам, Илинка Митрева, Ѓорѓи Спасов, Гештаковски, не знам кои уште неколку таму луѓе кои што Јас ги најдов 120 души кои што биле министри, угледни пратеници, амбасадори кои што се ван партијата, се тука или ван партијата. Кои што треба да веројатно пак со полн капацитет да влезат и да придонесат. Беа против Бранко Црвенковски и затоа не беа. Сега мора тоа да се надмине, мора таа суета, многу суета, барем јас колку што ги знам, многу се суета. Не ти крајуваат мобилни телефони, не комуницираат со медиуми, страф им било ако комуницираат со некој новинар, дали лидерот ќе ги слушне или другиот подпредседател ќе седнал со Маријан, ти си седнал со Маријан, зашто со Маријан се изборил, се бавеа со сплетки, со подметнувања, не се бавеа со Никола Груевски. Ако продолжат исто, сега, па со минорна партија, нема да ги има ни... Не, види, ја мислам дека пак ќе се вратам на почетокот од тоа што го кажав. Заев со победата што ја направи убедливо добива силен мандат и мислам дека има отворена шанса да спроведува чекори кои што ќе значат посилна опозиција. Пак ќе речеме сега 100 пати вечера го рекам, ама тоа е клучото. Рано е да ги видиме првите чекори, дали стварно ќе оди у тој правец или ќе оди у правец на дополнителни поделби на тоа тело што е опозицијско гласачко кое што претендира да го освои, плюс дополнително неопределените, што му донеле капитална предност, па може би и победа над За мене не е пораз. За мене не е пораз ако Зоран Заев пресмета дека односно некои луѓе у партијата сметаат дека не се согласуваат со концептот кој го нуди, а онако верува во тој концепт. И ако тоа создаде раскол, нов дополнително у СДСМ, за мене не е поразително затоа што ако крајната цел е една, секогаш постои некој кој што не се согласува со тој концепт. Зашто мислите дека има раскол? Тој доби 400 гласа сега од делегатите. Затоа зборувам дека треба прво да понуди идеја. Добре, делегатите дали ќе има дополнителен раскол, може ќе се случи дел од тие луѓе нема се согласуваат со тоа. Дотолку повеќе збориме. Дотолку повеќе ги доби 400 гласа. Затоа викам, зашто да има раскол? Нема раскол. А идеја и концепт... Ако некој не се согласува со концепт кој што ќе го понуди, али мора прво да понуди концепт. Добро бе. Ама значи и да се случи раскол заради тоа што некој не се согласува со тој концепт. Сите најавија. И Заев и Јовановски, не дозволи. И Ивановски и Наумов најавија концепт. Зоран Јовановски вика ја нудев влада подпредседател на партијата 6 години, влада Усенка нудев. Дозволи. Сите понудија, но него образложија јавно, не беше достапен за јавноста. Значи ќе им веруваме на зборот дека имаат концепт, ќе го почекаме да го видиме, нели? Ајде да им даеме малку време. Радмила Шекеринска, малку време имаме. Заменик председател, нова функција во СДСМ, конгрес што ќе бира со статутарна... За да стане заменик председател мора да има промена на статут. Статутарна ако во септември, како што вика Зоки, треба да има нов конгрес најрано, тоа што ќе прави Радмила Шекеринска 4 месеца? Не ми е спорен конгресот и статутарните измени. Мора статус да се минува, мора конгрес да избере. Ке ја води ли Радмила Шекеринска партијата оценка? Како што има веќе некои анализи? Добро, види, за Радмила Шекеринска. Радмила Шекеринска беше лидер на партија. Радмила Шекеринска има 2 порази големи доживеано. И како лидер и како и мандатар има. Не е непозната таа работа. Значи, јас колку што имам информации, значи Шекеринска мора многу да се потруди во партијата да ја прифатат како заменик. Бидејќи во нејзино време, јас колку знам, беа избркани неколку вработени од партијата. Значи, Ерол Харетини, значи, икона цел живот во СДСМ во партијата таму, беше избркан од работа. И во партијата, барем во тој период, не беше многу умилена. Сега, дали Шекеринска извлекла поука од поразите, дали извлекла поука од дали ја местат, не знам, ќе видиме. И треба да видиме дали Шекеринска може стварно Скопје да го покри. Бидејќи има голема подоба. Во Скопје луѓето се не може да се помира дека ево човекот однатре не води. Знаеш, тоа мора да го реши. Мора. Како ќе врати довербата? Мислам дека Шекеринска е искусен политичар, 20 години е на македонската политичка сцена и како искусен политичар претпоставам незе е јасно
дека Заев е председателот и дека со таква убедлива победа дека тој пак ќе се повторам уште еднаш има силен мандат. Повеќе сум склон да верувам дека таа ќе биде силен поддржувач на политиките што ќе ги тера или ќе ги спроведува и ќе биде неговиот грбот на Заев пред се во меѓународните текови, затоа што лидерот на СДСМ секогаш мора да има и мноштво меѓународни контакти затоа што е значаен политички играч и фактор. Искусен во да, и самиот мислам дека има еве ќе речам признаено дека нема многу контакти, со тоа и нема многу искуство во тој дел, во дипломатскиот дел на водењето на политиката. Мислам дека Шекеринска тука ќе ја преземе улогата, но предпоставам дека како искусен политичар Шекеринска знае дека председателот е Заев и ја колку што има информации, Заев има најавено дека 5-6 дена или јавно го има кажано 5-6 дена во неделата ќе биде присутен во Скопје. Тоа значи фул тајм водење на партија, не е тоа варијанта како што некој вика до 2 сати ќе биде во Струмица, после од 3 ќе биде во Скопје. Претпоставам дека овој случај нема да биде така. Па се надам че го научи Скопје. Моја проценка е дека дури и Радмила идејата за тандемот е на Радмила Шекеринска, така што не гледам ништо спорно во тоа. Не мислам дека Радмила Шекеринска би имала некаква суета во поглед на тоа. Можеби се согласувам со Зоран дека на Заев му треба човек кој што има некаков контакт со меѓународна заедница, особено што еден подолг период СДСМ немаше никакви баш контакти со меѓународна заедница, така што Шекеринска веројатно би било добро решение. Како ново нешто одењето на Заев на така што кафека и премиерот, да видиме и тоа се. Јас да бев ко Заев би одел со ладата кај премиерот, ама Црвенковски ми зема. Куча да остана кај премиерот. Токму тоа е погрешниот принцип и начин на водење политика. Одењето со ладата ќе значи дека Заев не нуди концепт. Добро, ја не мислам така, мислам дека на паметните луѓе компромисот и диалогот е доблест е на паметни луѓе кои што сакаат да нешто да направат, значи за некој прашање да имаш интерес, да направиш компромис во интерес на народот. СДСМ направи компромис со територијалната поделба. Изгуби, види што се случи. Значи, ако сака, мора да направи пак некој компромис. Во тој контекст само уште два збора ако дозволува времето на емисијата, мислам дека во четврток на кафето кај премиерот, односно средбата во владата, според мене претпоставам дека нема да биде обично пиење кафе. Мислам дека можеби ќе се направи еден обид за формирање таа комисија дефинитивно, ако ништо друго. За расчистување на 24 декември и ако стварно се постигне тоа би било еден добар чекор во политиката во Македонија. Тројта подпредседатели и извршен одбор што треба да се формира, добра погоди Зоки, на крај сме со времето. Како новинари што ја водите таа проблематика, имате информации? Кои ќе бидат подпредседателите на Заев? Кој ќе биде во извршен одбор? Нема, сега се преговори, јас само за генерален секретар или подпредседател ќе биде човек од Куманово. Сега иде за генерален Оливер. Кажа вчера Зоран Заев дека ќе биде дека човек од Куманово бидејќи не уште вечерва со него излезе поддршка на тимот. Кажа вчера јавно има Зоран Заев, не треба само сега на тие што го помогнали, го поддржувале да им даде, значи треба да направи, значи и тие кои што размислувале за да гласаат за него, значи треба да направи извршен одбор. Али се надевам нема само внатрешноста да биде. Инаку Куманово, само Куманово и Струмица имаат 70 делегати. Извршниот одбор ќе биде како што и централниот, мислам дека ќе биде компромис меѓу сите натре, еве да ги речеме табори. Кој има компромис тога? А меѓутоа очекувам дека врвот партиски викам, значи лидерот ете заменикот председател, генералниот секретар и подпредседателите ако ги има. Нели имаше дилема дали ќе ги има. Мислам дека нема да ги има. Во таков случај мислам дека последната информација извини Динаска дека се тројца ќе бидат као тројца подпредседатели. Значи го знаеме лидерот, заменикот кој ќе биде генералниот секретар. Предпоставувам дека еден од тројца председатели нема да биде условно речено човек кој што било таборот на Заев, и така да речем. Мислам дека ќе се даде и некој, можеби некој од актуелните подпредседатели ќе остане, еве да не речем. Треба ево на Јани Макредули да му понудат. Јани Макредули на пример се жртвуваше кога никој не сакаше, сите бега, Јани Макредули се жртвуваше, он беше првив кандидат на Коце Трајановски априори. Црвенковски рече на почетокот засега се повлекува. И сега ќе бидам тука.
На почетокот Горан рече дека за сега се повлекува. Што значи тоа? Добро, и во дипломатијата и све, никој пат, никогаш не се користи зборот готово, никогаш. Ја мислам и тоа, вика, ладата, оставете ми ја ладата, мислам дека се остава простор со тек на време, ако загливат да тој водач на отпорот и да излезе со ладата по улица. Да, ма таа лада возеше Стефче Јакимовски. Па можда пак ќе вози Стефче Јакимовски. Затоа што во Кина врвните функционери стануваат на 60 и нешто години, Сревенковски има 50 години само. Има доволно време. Таман ни престои нова ера Лјупчо Ѓоргиевски, Бранко Црвенковски. Се одјавуваме, времето ни истече. Јас ви благодарам за присуството и за тоа што бевте вечерва делот една поинаква 24 анализа. Ви благодарам. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието. Останете со 24 вести. Пријатно.